Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Како што мајката го теши синот, така и јас ќе ве утешам. Исаија, 66 глава, 13 стих. Колку далеку е Бог? Тешко прашање, нели? Дури и самото размислување за одговорот не доведува до низа други прашања. Како го мериме растојанието помеѓу нас и Бог? Мили или километри? Како што се мери растојанието? Или треба да го мериме растојанието со светлосни години, како што научниците го мерат растојанието помеѓу нас и небесните тела? Прифаќајќи го исказот од првата глава на Битие, каде пишува: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата, ќе претпоставиме дека Бог е поголем од она што го создал. Со други зборови, творецот на нешто мора да биде поголем, поинтелигентен, дури и помоќен од она што го создал. Но дури и тоа признание создава некои прилично големи проблеми за многу луѓе. Например, додека размислуваат за големината на созданието, тие се чувствуваат како да се ситни, апсолутно изгубени во море од беззначајност. Еден пријател кој е пилот го изразил тоа чувство додека летал на височина од 7 милји над земјината површина, гледајќи ги градовите со 10 до 12 милиони луѓе како минуваат по неколку минути и размислувајќи: како може Бог, таму некаде, да ги гледа сите тие мали суштества долу и да знае што се случува во нивните животи, па уште и да се грижи за секој од нив поединечно? Кога бил на месечината како дел од летот на Аполо, астронаутот Джим Ирвин возел лунарен модул кој од страна на критичарите бил наречен милионска кола за голф. Джим кажал дека кога некој би стоел на месечината и би погледнал назад кон земјата и би ја држал раката по должината на рацете, земјата би била голема колку еден просечен палец. Но никогаш не сум бил на месечината. Може ли да му верувам на Ирвин? Секако. Го прифаќам неговиот збор без оспорување. Размислете за тоа. Земја со 6 милиарди луѓе на неа, не многу поголема од големината на поштенската марка, на далечина од само 229.000 милји. Но колку далеку е Бог? Грешка број 1. Размислувањето дека Бог е обврзан од истите закони за времето и просторот како што сме ние, смртниците. Библијата јасно кажува дека Бог не е човек, ниту пак е ограничен со физичките закони кои не ограничуваат нас. Тој ги создал тие закони, но е над нив. Грешка број 2. Ставање акцент на големината на Вселената. Секако, универзумот е голем, но Божјите деца се од поголемо значење од празното пространство. Замислете си еден брачен пар без деца кои поседуваат куќа со 20 соби исполнети со антиквитети и безценети слики од најголемите светски уметници. Но тогаш едно мало дете доаѓа во нивните животи. Конечно им се раѓа бебе и спалната на спратот станува детска соба. Кога би настанал пожар, дали таткото би се занимавал со таписериите над зидот или ориенталните килими на подот? Не. Мирисот на чад ќе го натера да потрча за да го спаси животот на својот мал син. Просторот не е важен, туку луѓето. Грешка број 3. Ограничување на Бог. Јас поседувам мало силиконско и пластично парче, наречено оптички кабел. Тоа е замена за старомодните телефонски линии. Научникот кој ми го даде вели дека истовремено можат да се одвиваат 60.000 разговори истовремено, додека сите минуваат низ тој канал. Не разбирам како тоа функционира, го примам со вера. Грешка број 4. Неуспехот да се открие колку сме му важни на нашиот небесен татко. Како да го научиме ова? Преку сведоштвото на луѓе кои ја запишале пораката за Божјата љубов и грижа на страниците на Библијата. Тие ни кажуваат прецизно колку далеку е Бог. Тој е блиску колку што е плачот на нашето срце, но далеку колку и нашето неверие и одбивање да му веруваме. За да доживееме некои работи, мора да ги примиме преку вера. Тоа е факт. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.